Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се обидеме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги организираше нашата телевизија. Проектот е финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество. Вечерва разговараме на тема културниот живот во Куманово. Затоа, наш гостин е директорот на Фондацијата за култура и спорт, господинот Нино Величковски. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте оваа понуда за гостување. Добро вечер, аз ви благодарам на поканата и драго ми е што можам да бидам дел од вечерашнава емисија и да го споделиме заеднички, нели, се она што се случува во рамки на културното живење во град Куманово. Хари Матакари и Звонко Богдан ќе бидат музичките ѕвезди на годинишната прослава по повод 11 ноември, денот на ослободување на градот. Новина овој пат е што кумановци ќе имаат можност да проследат два концерти на отворено. Да. Видите, наназад 10 години нашата интенција беше и за Ден на градот и за организиран дочек на Нова година. Овој пат веќе 2 години тоа не го работиме. Се испостави дека за Нова година некако помал интерес веќе има и тоа не е ин или не, веќе помалку се работи и во другите градови. И тоа го правиме ден порано, на 30 и скоро се она што е културна понуда во делот на музичко-сценската дејност, го правиме и за понуди категории, значи на 30 за дечињата и за возрастните имаме повеќе културни настани програми, но тоа е за Нова година. Што се однесува до денот на градот, 11 нели во прашање и еве имам прилика и сакам да ми го честитам празникот на градот, денот на градот на сите наши сограѓани, да им посакам се најубаво и да честуваат и уживаат во сите денови што ги нарековме ги како ноемвриски денови. Значи во рамки на тие ноемвриски денови ќе се случуваат повеќе културни понуди. Говориме за мега проект, односно мега концерт кој сиве овие години секогаш се случува на 10 во предвечерието на нашиот голем празник 11 ноември, секогаш е на 10 во очи на празникот. Овој пат таа понуда беше таква за да ги задоволиме вкусовите на повеќе, нели, таргет сега кога говориме за повозрастната условно публика во делот на што ја љуби тамбурашката музика. Тоа е Звонко Богдан, без разлика што има он дојдено на пред 5 години на тамбурашкиот фестивал. Ова ќе биде сигурно на големо музичко доживување во делот на тамбурашката музика со своите познати 8 тамбураша од Нови Сад, со еден музичко-сценски перформанс каде што ќе имаме озвучување и комплет од Нови Сад, се што е стејч, осветлување и ќе биде на едно вистинско ниво, значи тоа ќе биде на 9 за прв пат во 2 дена го правиме ова, а на 10 ќе гостува наша познатата наша музичка звезда, можам слободно да кажам поп икона во делот на машките вокали на бивши југословенски простори, тоа е господинот Хари Матахари со својот бенд. Без разлика на тоа што он доаѓал во Куманово и што имал и за Нова година и неговите музички квалитети се неоспорни, во овој момент можеби и цената одигра улога да дојде по втор пат, односно трет пат гостува во нашиот град, но нешто што е квалитетно, тој си има своја публика, своји фанови, се надевам дека градскиот плоштад на 10 овој пат, значи со Хари Матахари во 20:30 часот ќе биде спремна да го види и да ужива во се она што ќе го понуди Хари со својот бенд. Тука претходно ќе има и други учесници кои ќе бидат како предгрупа и ќе го обзнаниме веќе во постерите, во билбордите и во сите материјали кажано кои се ќе настапи. А значи на 9 Звонко Богдан исто така ќе има предгрупа. Ќе бидат тука и кумановските тамбураши, Сандра Милковска и јас. Во вечерта што е со Матахари ќе бидат Мартија Мартинијан, Ивона, Марио Арангеловски. Ќе имаме, значи, една убава програма за сите вкусови музички и ги канам нашите сограѓани да бидат дел од
чествувањето по повод 11 ноември ослободување на град Куманово. Колку ќе чини општината настапот на овие музичари? Па тоа се во рамки на предвидените средства кои се неде околу 900.000 денари, плюс она што се вели дел од резерви кои што се предвидени во рамки на покривање на други трошкови, како што се, нели, тука се екстра на тоа имаме и замп и персонални даноци, и се тоа заедно негде до 950.000 денари би чинело целото чествување за двете вечери, значи се вкупно, значи како музичка понуда и не само музичката, но се она што е организација, која не е баш мала. И во рамките, нели, ние имаме содржини други. Сега сакам малце да прочитам, односно да се подсетам и јас, во исто време да кажам нашите... Веќе започнаа делот Да, започна, значи беше веќе пензионерите за својот град направија представа, односно свој концерт во 19 часот, тоа беше на 31 и литературната поеска беше Подхоздешки се помина на 26-ти, значи не очекува меѓународна изложба на фотографија Фотостори, фотокиноклуб Козјак 19 часот за најчески дом, годишниот концерт на Кут Бајрам Шабани во Националната установа Трајко Прокопиев во 18 часот на 7 ноември, промоција на монографската публикација по повод 500 години Куманово, исписание Корени, Парадигма во Занајчискиот дом 19 часот на 8, тоа е четврток, на 9 има ликовна изложба Карпино во мултимедијалниот центар Карпино, значи во Трајко Прокопиев центарот за култура во 19 часот. Сите љубители на убавата, значи на она се што е изложбена дејност да повелат да видат све што сработили уметниците на ликовната колонија Карпино 2018-та. Концертот на Звонко Богдан Реков е на 9 во петок во 20:30 часот градски плоштад. Имаме откривање на спомен плоча на 10 во село Пелинце во 11 часот и на 10 во 12 9-тиот меѓународен турнир во пинг-понг во гимназија Гоцеделче во 12 часот, атлетската ноќна трка е 11 ноември во 18 часот атлетскиот клуб Куманово. Ликовната изложба Кумановските ликовни уметници традиционална која се одржува е во 19:30 часот во нашата ликовна галерија во Куманово. Тоа е значи све на 10. Мега концертот на групата и пејачот, односно Хари Матахари е на градскиот плоштад во 20:30 часот и веќе на 11 традиционално полагање на свежо цвеќе на спомен костурница со богата културна уметничка програма и најглавно, односно главниот чествување ќе биде на свечената седница на 11 во Центарот за култура Трајко Прокопиев, каде што ќе има уметничка програма, ќе има презентација за се она што се сработило во оваа година во градот Куманово и уметничка програма со доделување на ноемвриски награди. Тоа е во 12 часот на 11 ноември, баш на денот на градот. Нормално, традиционално е на денот на 10 навечер на мега концертот да имаме огномет, кој исто традиционално се работи по повод празникот 11 ноември. Богата културно-уметничка програма, културни манифестации, спортски можеби и најава за она што не очекува наредната година, бидејќи... Па да, ние во предвечерие на она што сите го очекуваме, јас се надам дека тоа ќе биде едно навистина она што градот Куманово може да го направи. Има сили, има можности, има... Се надам дека и финансиски ќе биде поддржано и од Министерството за култура, и од Владата на Република Македонија, и од сите чинители за да го прославиме 5 века на градот Куманово или 500 години, 1519, значи во дефтерите на Евлија Челебиев за прв пат се говори за касаба, населба, град Куманово. И јас лично сум среќен како кумановец, како човек што си го сака и љуби својот град и сите ние сограѓани да заедно влеземе во рамки на чествувањето на 5 века на градот. Интензивно се работи на подготовките и најверојатно дека ќе се случат, не дека пред време сакам да говорам, но само назнаки да дам дека сигурно во едно 5 мега проекти
во рамки на се она што е културно живење во градот, спортско живење, значи во ликовниот живот, во музичко-сценскиот живот, во театарскиот живот, ако сакате. И се она што Куманово го одбележило во, сигурно дека тоа не може да се каже во една представа или во една музичка манифестација. Пете би биле круцијални мегапроекти, а се она друго било во рамки на ов програма, односно во програми кои што би се случувале од 1.1. до 31. Значи цела година ќе биде во знак на одбележување на 5 века на градот Куманово, благодарејќи на подршката и на советниците, и на градоначалникот Максим Димитриевски, и на сите чинители, општествено-културни работници, државната, односно локалната администрација би се вклучиле во реализација на тој голем ден, односно голем настан, што ќе трае цела година, рековме, 500 години на град Куманово. Да се навратиме малку на концертиве. Различни се коментарите на кумановци кога се во прашање доведување на пејачи од соседството. Доколку земеме за пример, општина Велес неодамна ја организираше традиционалната манифестација Питијада, мислам дека вие бесте еден од музичарите кои што настапија. Тамошниот градоначалник одлучи годинава таму да настапуваат само домашни музичари, веќе докажани на македонската музичка сцена како и млади таленти. Дали се размислуваше за вакво нешто кај нас? Знаеме дека претходните години дури одлучувавте на такви потези и што е пресудно? Лично и како музичар бидејќи сте... Тоа е концепт. Значи се е идеја, и музиката е идеја, и едно ликовно дело се почна од идеја што сакате да направите. Значи минатата година се обидовме и чинам дека успеавме да имаме исклучиво од Македонија. Беше нокаут, беше Бени Шакири и сега за да не правиме сега се одлучивме обратно, да оваа година биде на друг начин тоа решено и затоа ги поканивме звездите од југословенското, односно од музичкиот свет, од кој е во дел на реков и на народната и на популарната, односно забавната музика. Тука беа нормално и цената во предвид и она што можеме да го имаме, како да не кажам 2 во 1 или 3 во 1 со се озвучување, со се све за тие пари, што инаку би било, сега да не ќе да лицитирам и да кажувам за имиња, едно пејачко име би чинело повеќе него сите овие настани два и со се заедно, значи со Машничка, би чинело поскапа кога би донен еден Желјко Јоксимовиќ, например, или сега зборувам за, не ги делам така, музиката има добра и лоша, и да зборуваме за вкусови е дискутабилно. Тоа што го сакате вие, можеби него љубам ја како музички настан или понуда. Така да секоја година се обидуваме, еве сега размислувам за следната, не само ја, него сите заедно, што треба да има во музичката понуда. Тоа треба, ние како една мултикултурна на општество и заедница и град, сигурно дека треба да понудиме малку поголем опфат на музичка понуда. Значи, почнувајќи од народна музика, преку джез до сериозна музика, да има значи, тарге за сите вкусови. Од најмладите, вие прашете ги, ние сакавме да направиме се што има во Куманово, кумановски бендови, рок состави, не знам, или некој друг вид на музика да направиме, но не се плашиме дали ќе има тој фидбек или дали одзивот на публиката, дали ќе дојде. Ние имаме такво искуство, кога едноставно се плашиме дали ќе има доволен број на луѓе што ќе излезат да го пратат тоа, бидејќи тука се упрашање и пари, а очекувате да имате поголем број на публика. Знаете како. Ние знаеме одредени пејачки имиња кои го полнил плоштадот и доаѓали и такви имиња. И Здравко Чолич доаѓал, и Аца Лукас доаѓал. Знаеме кој најповеќе интерес предизвикал. Но тоа не значи, јас исто бев дел од градоначалникот Аце Косевски мене ме покани во делот на концептот за тоа, но тие одлучиле оваа година исклучиво да има и ние можеме да го направиме. И со тамбурашкиот фестивал, иако немаме таква понуда сигурно со тамбурашка музика, а и во делот на чествување на Ден на градот или пред новогодишните празници, можеме ние тоа да го направиме. Вечер на серенади, вечер на балади, вечер на рок музика која повеќе правци постои во така да повеќе понудиме во сериозната музика, ние во Занечискиот дом можеме исто такви понуди да направиме, еден новогодишен бал ако сакате.
се е тоа одраз на тоа што публиката сака да конзумира, односно кој ви е таргетот. Така да ние од година в година менјаваме, односно и ние растеме заедно со градот, се учиме, никој не е идеален и секој може да има и погрешна проценка ако сакате. Значи тука да угодиме или да погодиме на сите, сигурно дека нема да можеме, но се надеваме дека од година в година културната понуда и музичка, и музичко-сценска, и театарска ќе биде све поголема. Јас лично, како граѓанин на овој град, сум се радувал кога последен пат имаше една фотографија како чекаат во ред за карти за денови на комедија. Тоа е една голема радост да биде на сите дека еве Куманово не само што го љуби театарот, него има театарска публика која ќе чека во ред за да купи билети да дојде на представа. Тоа е за мене една голема работа се случува. Значи ние и во театарската понуда треба да еве театарот да има поголеми перформанси во делот на повеќе вработени актери, на повеќе представи, 4 или 5 како премиери, да не биде тоа, да не кажам, монодрами, дуодрами, но да има еден театарски ансамбл и да биде тоа Народен театар Куманово, да си биде со правен субјективитет, ако може тоа да се направи. А мислам дека и тоа е, колку јас тоа го пратам, може и тоа да се случи, ако ингеренциите сега локалната самоуправа ги преземе, ете тука можеме да имаме многу големи поместувања на поквалитативно ниво и на поголемо ниво да се качат такви институции како што е Народен театар. Тоа е еден отслик на живење и на културно битисување на град. Да немаме кино, например, кое активно работи, односно ќе мораме да идеме во Скопје да гледаме добар филм. И ова нафрлувам некои мои размислувања како граѓанин и се надевам дека ќе има слух и дека ние сите заедно ќе можеме да се избориме за место по сонце со своји идеи. Ја одамна чекам одредено здружение на граѓани, поединечни идеи да се достават до сектор за култура, до фондација, па ние да ги заеднички разгледаме и да работиме. Постои драмски аматеризам во Куманово, постои во театарот многу идеи кои треба да се претвршат во реализација. И се надам дека ова поттик ќе биде за 5 века, она што ќе биде квалитетно да остане и да биде традиција. Еве ќе ви кажам како една информација од прва рака дека се сложи градоначалникот и дел на кабинетот и луѓето и советниците, дело со кој сум комуницирал, да се возобнови Тумба Фест. Тоа беше прекрасен фестивал со кој се гордееше градот Куманово. Има шанса да следната година се возобнови и да си трае, да биде традиција. Ревијален 18 песни во Центар за култура, после денови на комедија, не при крај на октомври или во ноемвриските денови, да се случува во Народниот, односно во Центарот за култура со 650-660 седишта. Тоа е и прекрасна имаме ние сала, која треба да добие после сиве овие години грејење, за да функционира, тоа го кажуваме ние. Колку како фондација имате можност да се вклучувате и да организирате пред се вакви манифестации? Еве не е ова некое нудење, но сигурно градот го препознава тоа дека ние сега сме во Занајчискиот дом, фондација е таму сместена со своји канцеларии и тука работиме, но да како да го заживееме Занајчискиот дом кој има 350 седишта, може би секој, ако не секој ден, али во месец 15 настани тука покамерни гудачки, квартети, квинтети, во дел на сериозна музика, во дел на изложби, во дел на поетски литературни читања. И еве веќе ние сега оваа година, да не се фалиме, но еве го сме при крај на година, имаме стварно да се пофалиме, огромен број на настани се случуваат од рок-н-рол до поетски читања. Стварно можеме да се пофалиме со таква активност. Треба да се даде настопанисување и да од почеток до крај се случуваат на вистина и вистински. Ние не сме никаква конкуренција со Центар за култура, но да имаме поголемо културна понуда и да секој ден нешто да се случува во градот. Тоа е идејата. Тоа се најголемите И забелешки нешто за фондација, пак ќе кажам дека ако говориме за одредени автохтони од програмата изведени и произведени, ние правиме една продукција наша. Иначе не би било постојањето би било во прашање. Например, детскиот ликовен камп 8 години, следна година е 9-та година. Тамбурајшкиот фестивал до година има 15 години јубилеј. Во рамки на тоа сите
делегирани надлежности што ги имаме од Советот на градот и советниците и градоначалникот, ние ги работиме. Буквално сите настани кои ни се дадени со задача да ги сработиме и едно чествување на спомен Костурници, тоа си има организација, тоа има програма. А камоли поголеми музички случувања, настани, концерти и фестивали кои, да ви кажам, 3 дена еден фестивал со 120-30 гости, првот капацитет и сместувачки, а камоли да ги дочекаш како вистински домаќин и да дадеш една културна понуда која ќе се снима на телевизија и ќе го имате на увид граѓанството, односно на нашите сограѓани да го видат како еден финален производ. Тоа не е мала работа, го работеат допред некој време четворица, сега сме 5 луѓе, што е еден минимум од кој може да направите да се сервисира културното живење на најголемата локална самоуправа во Македонија. На една од седниците на Советот, советниците од опозицијата има забелешки дека фондацијата се финансира исклучиво од буџетот на општината, а не и од донации, и дека вашата работа некаде се преклопува со работата на секторот за култура и спорт. Па не е така. Јас тоа се обидов, ако дебатираме, можеме да дојдеме од сите страни кои се условно засегнати, да им објаснам, а тоа се бројките, математика е екзактна наука. Не можете да го ставите на страна тоа што се сработело и дека тие пари не е фондацијата направена за да оди со торбичка во рака и да собира пари. Мислам дека е погрешно разбрано тоа која е идејата на фондација. Ние имаме одредени апликации, сега се неќам пред време да говорам, кој ќе биде тогаш ќе излеземе и јавно и со на прес ќе кажеме колку пари. Се надам дека тие два проекта ќе поминат. Значи таму кај што имаме можност да аплицираме, во Министерство за култура имаме, аплицираме, добиваме средства за тамурашиот фестивал. Али вие мора да имате таков еден фестивал, квалитетна понуда и ние таму аплицираме како во сите пристапни европски фондови, така и Министерството се бара од почеток до крај. Добиваме некои средства кои за почеток се можеби недоволни, но се надам дека од година в година тоа ќе расте и ние ќе дојдеме на едно скалило кај што ќе можеме пандан, односно скоро заеднички да се покриват тие средства и средствата од градот. Сега на тоа има спонзори. Како се добиваат спонзори? На база на квалитетна понуда. Ја чинам дека таа квалитетна понуда постои, дека едно време телевизиите сите молевме да го сликаат, сега дојде и македонска телевизија и Алфа. Значи веќе сме во можност да го стикаме тоа за некакви минорни, односно минимални суми да ги покријат трошковите. Знаете, една телевизија македонска, што значи да ви снима 3 вечери едно фестивалско збиднување, колку тоа пари чини реално, но таму нели програмски интерес со луѓе што ги имаме, со начин на комуникација, дека даваме квалитетна програма, затоа таа цена е пониска. На тој начин ние менаџираме. Ако еден Звонко Богдан чини 10.000 евра на пазарот, за 5.500 евра, ја ги кажам отворено, тоа суми се кои се отворено, правиме авторски договори, ние не ги даваме. Така да, на тој начин ние менаџираме. У 365 денови една година, ќе ги ставите лева, десна страна и ќе видите во сите менаџирање на луѓе што гостуваат и се она што сме го сработеле, тоа е една голема сума на пари кои остануваат за градот за одредени други проекти. Така да не е дека ние не привредуваме, не носиме на некој начин пари, но во рамки на тоа колку можеме. А класично идење од врата на врата, чукање и просење на пари, тоа не е идејата на фондација. И само се извинувам во овој дел, ако чинам дека и тоа се одредена сработена работа, ако ние од сиве 9-8 години, значи по продукција неде од преку 150 слики, кои децата ги сработиле, но тука има квалитет, они работиле на квалитетни, тоа се платна на масло во повеќе техники, графики и така натака, ние ги донираме на порака наша, Дневниот центар, и тие ги имаат за понатамошна, ако сакате, продажба или за да можат да подарат, па на конто на тоа да добијат за возврат одредени други работи, за да можат да квалитетно да го работат и да имат еден поквалитетен живот. Значи, ние сме циклично, тоа е еден круг,
не се фрлени пари. Значи за сиве годиневе биенални се изложби 4 околу 200-300 слики, тоа е исто така нешто што е сработено. Извесен период не се реализира манифестацијата Празијада, која што беше традиционална во село Режановце. Кои се причините и можно ли и ова да се врати? Па да ви кажам, многу пати имало коментари дали се тоа културни настани. Секако. Значи Различни се. Празијада, не имам ни суджук, ни мезелак и не знам како. Дали се тоа културни настани? Ако е тоа настан кој е можеби во делот на анимација имаме нели и ова како се вика го прави Карпино за Имаше и бифтијада и да. Го прават они како здружение нивно, имат право да го направат тоа. Во тој дел постои културна понуда, значи културно-уметничка програма. Тој дел, да, го покриваме ние во рамки на нашите можности. Секоја апликација, секакво барање на пари, тоа не значи дека 100% градот ќе ги исплати тие пари или ги има. Значи треба да се помогне во рамки на можностите со 20%, 30%, 50% и тоа зависи од прибирање на парите, нели, од данокот, односно парите кои ги собира градот, за дали ќе има доволно пари за да ги исплати сите настани. И таму има одреден процент на исплата, не се 100%, негде се исплатят 50%, 30%, зависи од средствата кои се приберени во текот на годината. Како фондација отворени ли сте за соработка со младите да дадат своји идеи, да учествуваат активно во креирањето на културниот живот во градот? Па еве сега се случи пред неколку дена еден голем настан за мене во Занечискиот дом. Дечкиве што Ептен сега се вика да има друго име, направи една нивна програма фантастична на промоција на испод. Тоа ја лично не бев присутен, но ова што ми го кажуваат било навистина за почит и респект како млади луѓе, а знам неколку и од нив и помлади со своји идеи, се надам дека за следна година не ќе ги искористиме, но тие ќе се наметнат со својот квалитет да ни помогнат, например, во правење на еден од тие мега проекти, да кажеме дали тоа ќе биде на GTP 3-4 дена, нешто ала Woodstock, да се направи нешто поголемо музичко збиднување за кое ќе дознае цел Балкан, значи тоа да се случува 4-5 дена. Во градот, во Куманово, доле да се врзат два настана тамбурашки или не знам уште имаме Рома Труба Фест, па тоа да трае 7 дена. Така тие инвенти да ги правиме за да имаме што поголеме. Пиво Фест прави на времето, не знам сега дали е така, пред 3-4 години 7 до 8 милиона евра промет во тие денови. Но они имат една пивара, друга пивара за себе, тука на тој начин може да се напред. Значи ние треба да ги бараме тие можности кои прво ги има стопанството, односно во градот, кај што можеме да покриеме со одредени спонзори, а кои ќе имаат не само свој интерес, но ќе поддржат нешто што макар биле на една, да не кажам, позитивна нула, да помогнат градот да има нешто со кое ќе се гордеи, ќе може да покаже, а да знаете дека има многу млади кои со своите идеи само чекаат на реализација, прекрасни идеи и ние ги прифаќаме и како фондација сектор, сега пак ќе кажам, он функционира, но дел на вработени во сектор е многу мал, така да тоа веќе општината ќе си го натаму прави за да како државни службеници во сектор за култура, тој се зголеми, тоа ќе биде уште поголема понуда, значи 4-5 души фондација и да има таму поголем број, ќе има и поголема можност да се сиве овие програми од идеја до реализација да се реализираат како програма на култура за и не само за 5 века на градот, говорам за сите години што следат. Општо секако. Куманово неодамна аплицираше на проект за Европски град на спортот за 2019-та. Колку ни се потребни како град еве ваквите проекти, колку можат да придонесат и слично, и што би значило за нас доколку па знаете го како добиеме ние овој проект? ако враќаме наназад ќе кажеме што Куманово имало, а што сега има. Кога се направи горе атлетскиот полигон, после тоа неколку години за ред во атлетика ние сме во сите дисциплини скоро први во Македонија на сите меѓународни надпреварувања, иако ја не сум директно инволвиран во Сојузот на спортот, бидејќи има тука училишен спорт, па има
но тоа што го пратаме на вистина, имајќи ги двете сали во економско и во училиштето во горе во населбата Перо Чичо. Да. Христијан Карпуш. Христијан Карпуш. Двете прекрасни сали. Тоа е понуда. Базенот да не говорам, тоа е најголема капитална инвестиција после војната во градот. Ама знаеме дека сега си има таму 5 пливачки школи, дека има деца кои редовно идат, па има непливачи, па има пливачи. Тоа е голем бенефит. Тука ќе можат дечињата да научат да пливат. Тука се многу заличува на еден град во вистинска смисла со сите содржини што ги има спортски. Сега, значи, во сите сали може да се тренираат, и клубовите тренираат, и граѓанството може да си најде свој место каде што може да си ги своите потреби канализира во делот на спортско-рекреативната и друг дел на физичка активност. Така да мислам дека имаме тука исчекори доста квалитетни, треба и да се нешто да се каже реално и да се пофали се што е сработено, и во тој дел и во тие рамки треба да се оди уште понапред со исто така проекти и во физичката култура и воопшто во културното живење во градот, да има поголем сенс и поголеми средства. Знаете, без средства, без пари, многу програми ќе останат, како се викаат, само на хартија. Треба вистинска реализација и луѓе ентузијасти кои ќе ги до крај истршат работите. Нормално, за да имат подкрепа финансиска. Без тоа, све за љубов, тоа некако се помалку го има, за жал. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат. Да, благодарам уште еднаш, ги канам сите, значи, наши сограѓани да бидат дел од чествувањата по повод, значи, ноемвриските денови што ја нудиме програмата, и во поголем број да излезат, да се дружиме, да бидеме дел од чествувањето по повод 11 ноември, денот на град Куманово. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.